Македонскиот народен театар во текот на изминатите години полека, но сигурно пропаѓа во однос на самиот објект, говорам сега, че се работи за едно недомакинско и би рекол срамно раководење на овој театар од страна на претходната управа и на претходната власт. За нас од нејасни причини со години, долги години не е инвестирано ништо во овој театар. Пробуваме во моментов да ги утврдиме точниот износ на штетата создадена од оваа негрижа за најголемата и најстарата театарска институција во Република Македонија, но се очекува да биде импозантна и огромна ставка и се доведуваме до прашањето кое што не мачи сите нас како управа на овој театар. Зошто се случувало тоа или зошто на пример од една година не се средила на пример левата тераса, за во наредната година се почна со санација на десната тераса или да се започне со санација на левата страна фасадата и обратно или над бифето кое што прокиснува едно систематизатско и одговорно домакинско работење. За жал тоа го немало. Исто така се поставува прашањето зошто овој театар долги години од претходната власт се гледаше дека е на претходната власт, а не нивни, бидејќи не станува збор за тоа кој го направил овој театар, туку станува збор за публиката која што влегува во овој театар, која што ние не можеме да поделиме на лева, десна, средна или неутрална. Таа е нашата верна публика која што секојдневно доаѓа на представите во Македонскиот народен театар. И затоа е најжално и кажав на почетокот срамно, бидејќи се подценувала долги години публиката која што влегува во овој театар. Така да во моментов работиме на утврдување на штетите во целост и ќе се направи програма со постепено реновирање пред се на терасите, на дворишните, како и на внатрешноста на објектот Македонски народен театар. Ние во моментов сме толку преокупирани со тоа буквално од каде да се фатиме за утврдување на одговорноста. Значи, доколку би се вратиле години наназад, бидејќи јас сум долги години во овој театар, мислам дека проблемот е потикнал уште во самата примопредаја на овој објект, каде што не е случаен тендер со фирма за одржување на објектот. Значи, доколку отидеме хронолошки и навлеземе во историјата, мислам дека првиот проблем потекнува таму, а потоа секоја наредна година како што штетите стануваат се поголеми, веќе никоја фирма не сака да склучи договор таков во однос на годишен договор на тендер, да се јави кој што би се јавиле како фирма за одржување на објектот. Така да ние сме преокупирани пред се со тоа да го реновираме овој театар, а потоа заедно со Министерството за култура да видиме кој е одговорниот, но како да кажам, сите многу добро знаеме дека одговорноста е, можам да кажам, во овој случај се гледа и дека дали е намерна или ненамерна, но штетата е многу поголема и затоа сме повеќе фокусирани во реновирање и санација, не во откривање и посочување со прст на виновникот на целава неубава ситуација.